Почитувани гледачи, добар ден. Денеска сме на гости кај еден од најеминентните истражувачи на македонското народно творештво, на македонските народни обичаи. Оваа година е добитник и на државната награда 23 октомври, а лично мене ми е најинтересно тоа што има докторирано на клетвите во македонското народно творештво. Дами и господа, доктор Марко Китевски. Добар ден. Добар ден. Првим честитки за наградата. Ви благодарам. Што најмногу ви годи? Признанијата, наградите, изданијата или можеби она што значи резултат при истражувањето? Наградата е признание за овие 45 книги што ги објавив досега. Секако дека ми годи, бидејќи се работи за државна награда која што се доделува и го носи името на македонската револуционерна борба, која ги обединува сите македонски борби, сите знајни и незнајни јунаци што паднале за создавање на македонска држава и за нејзина одбрана. Доктор Китевски, 40 години истражувате, ама први, ве молам одговорите ми на прашањето. Толку ли многу клетви има во македонската народна литература, па можевте да докторирате? Сигурно дека има многу клетви, затоа што во тие услови во кои што живеел македонскиот народ, во услови на робство, клетвата била и оружје за одбрана. По разни причини, по разни поводи, народот ја користел клетвата како средство за заштита од посилните. Секојаш клетвата му останува на послабиот за да се заштити од посилниот. Народот верувал дека клетвата се исполнува, но тоа од друга страна пак е и позитивната улога на клетвата, бидејќи луѓето се плашиле да прават лоши дела токму поради клетвата. 40 години реков дека истражувате активно. Кој ве навлече? Видете, јас потекнувам од регион што е богат со фолклор. Се работи за областа Дебарца во Западна Македонија, Охридско. Крај што се уште е богат со фолклор, а во времето на моето детство па уште повеќе имаше фолклор, бидејќи тогаш селата беа полни со народ. Се пееше, се раскажуваше, се изведува обичаи, најразлични обичаи и сето тоа јас бев сведок на тие обичаи, го носев во себе си, бидејќи познато е дека тоа во детството што се доживува никогаш не се заборава. Така што тие фолклорни елементи што ги доживеав, што ги понесов од детството, подоцна низ литературата можев да ги надоградувам, да ги проучувам, да среќавам толкувања на нив, но сепак останува она од детството понесено. Ајде малку да проговориме околу истражувањето, околу собирањето на песни, приказни, митови, легенди. Кога се тргнува со една предпоставка, со некакви сознанија, но никогаш еден истражувач не е сигурен што е она што ќе успее да го запише на терен или да го сними на терен. Видете, јас запишувам веќе 30 на 40 години, некаде од 70-та година. Кога се оди на терен, навистина не се знае што ќе се најде, меѓутоа истражувачот мора да има некој план што ќе истражува. Да речеме, јас кога одев во Дебарца, ме интересира борбените песни од тој крај, бидејќи таму се случиле доста настани и од подалечното и од поблиското минато. Собирав народни песни за Кузман Капидан, да речеме, за Дејан војводата и другите војводи, значи за различни, за настаните од Втората светска војна што се случиле на тој терен. Кога се оди на терен, најпрвен се бара добар информатор, бидејќи не секој човек знае да пее или да раскажува. Во селата навистина имаше луѓе што знаеа безброј приказни. Имаше луѓе што знаеа да пеат, особено жени што знаеа голем број песни. Значи, кога се оди на терен, се оди со план, меѓутоа и се излегуваат многу непланирани работи и сето тоа запишувачот, истражувачот треба да е спремен да го регистрира. Која личност може би ви останала така во сеќавање како
најинтересна, најинтригантна личност? Дали може би Змиерот? Видете, има интересни личности. Јас посебно истражувања вршев во Деварца, во мојот роден крај таму. Имаше интересни раскажувачи таму, да речеме во селото Здолени имаше Стојан, еден што многу раскажуваше приказни, знаеше премногу приказни. Во Врбјани имаше еден Ташко Вретовски што исто така многу убаво раскажуваше. Во Новосело имаше еден човек што беше познат како Змиерот, меѓутоа тој разговараше со змиите, ги фаќаше, ги чуваше. Ми раскажа доста преданија, доста приказни за змиите, верувања. Тој тврдеше дека знае да разговара со змиите, ги носеше во пазувите. Тој е познат на нашата телевизија, имаше специјална емисија за него. Човекот знаеше премногу тајни за змиите, така што има доста луѓе кои што ми оставиле впечаток, кои што сум ги забележал и ми оставиле впечаток како исклучителни личности. Што ви е најдраго? Кој дел од македонското народно творештво? Видете, за среќа на ова работно место во Институтот за македонска литература можам да истражувам сите жанрови и видови од народното творештво. Сум ги истражувал и обредните песни, и македонските обичаи, и приказните, и јуначките песни, и револуционерните и така натаму. Па така не можам да одделам нешто што ми е повеќе или помалку драго, меѓутоа некои жанрови, да речеме како обредните песни, даваат повеќе можности за да се навлезе во тајните на минатото, бидејќи одразуваат едно по-далечно време и една поврзаност помеѓу народното творештво и етнолошките материјали, етнографските, релацијата обичај, песна, народна умотворба, народен обичај. Меѓутоа, исто така и митолошките песни нудат доста интересни факти за истражување, митолошките суштества како самовилите, змејот, потоа ламјата на речниците и така натаму, исто така нудат многу интересни материјали за истражување и проникнување во некои подлабоки слоеви на народната култура. Ги поврзавме веќе песните со народните обичаи. За кои празници според вас се најатрактивните обичаи кај македонскиот народ? Дали е тоа Божик, Лазарките со нивните познати песни, великденските обичаи? Видете, обичаите се празничните обичаи кога зборуваме, бидејќи има и други обичаи, има обичаи во врска со раѓање, со свадба и така натаму. Сега зборуваме за празничните обичаи. Од празниците богати со обичаи се Бадник, Ѓурѓовден, но и некои други. Со Великден, да речеме, се помалку обичаи се поврзани, затоа што Великден е подвижен празник, го менува датумот, па не се паѓа секоја година во исто време. Меѓутоа, обичаите со Бадник и Божик имаат многу слоеви на постарите на постарата народна култура, бидејќи се работи за многу пагански, предхристијански елементи кои што се задржале до денес. Утре вечер, бадни вечер, бадни коња на пазара, па ми купи оравчиња и спечи коштанчиња. Утре вечер, бадни вечер, оро игра бадња баба, ќе ви каже обичаи, обичаи сверисјански. Еве дојде бадни вечер.
Исти случајот и со ѓурѓовденските обичаи поврзани со белките. Исто така богати обичаи имаме во врска со празникот Прочка или проштени поклади. Кога зборуваме пак за песните поврзани со празници, можеме да речеме дека кај нас, кај македонскиот народ, најмногу има песни поврзани со водици и со Лазара. Водичарските песни и лазарските песни навистина се премногу богати, иако и другите празници се поврзани со песни, да речеме великденските песни со Великден се поврзани песни за разни митолошки суштества, епски јунаци, Марко Крале и другите јунаци, така натаму, меѓутоа водичарските и лазарските песни навистина се најбогати од тој циклус на празнични песни. Добър ден. Добър ден. Добре дойдохте. Добър не идваме. Честит ви Лазар. Нека ви се върне Великден. Хвала да сте живи. Ай сега кажи коя песна да ви изпеем. Ете на дедото, че изпеете на домачино. И на сино. Кога е по-лесно ден? Знаете домачински песни как се пеят? Песните, че и знаете. И колку и да се навраќаме и колку да велиме дека еве според традиција се прави свадба, крштевка, венчавка, сепак не е тоа. Многу работи се измислени. Видете, кога станува збор сега пак за овој аспект на обичаите, свадбените обичаи, да речеме, или крштевањето, или обичаите поврзани со раѓање, можеме да речеме дека во многу нешто се разликуваат од тие стари наши традиционални обичаи. Бидејќи ако земите на свадба, веќе не се пеат песни кои што некогаш биле во функција на обредот. Некогаш се знаело дека во тој дело свадбата се пее таа песна и не можело поинаку. Да речеме, на свршувачка се пееле други песни. На свадбата, при китењето на бајракот, при истакнување на бајракот, при бричењето на зетот, при подготвување на невестата, имало специјални песни што се пееле само тогаш и никогаш повеќе. Тие песни имаат и магиско дејствие, и заштита од уроци, и заштита од други несакани дејствија, но сега веќе ги нема. Тие сега се пеат разни песни кои што немаат воопшто никаква врска со свадбата. Иако некогаш
таа поврзаност помеѓу обредот и песната била нераскинлива. Добър ден, доктор. Айде със среќа, веселната нека вие. Hvala da budete živi i zdravi vije. Dobar den, dobro dojde. Neka vi je za novu godinu. Hvala da budete živi, vire da čekate na vaše deca. Dobar den, dobro dojde. Najvešto srećan. Hvala da budete živi i zdravi. Neka vi su srećni, veselka. Hvala da budete srećni da dođete i vije isto. Dobar den, dobro dojde. Айде, нека ми изрекне веселката. До година са много внучиња. Атурајте, бурмалија, па се натурајте. И бурмалија, па се атражете. Бурмалија, па се натражете. И бурмалија, па се да видиме која ќе го најде, да видиме која ќе го најде. Таја ќе е парна по сестрима, таја ќе Кога станува збор за македонското народно творештво, книжевно творештво, колку е тоа исцрпено, со оглед дека поновите генерации можат да го осознаат од книга, ретко кој денеска раскажува приказни дома, повеќе се свртени кон телевизорот, кон медиумите. Има ли уште поле за истражување? Па видете, во новите услови на живење, значи развојот на цивилизацијата, техниката, електрониката и така натаму влијаат на развојот на фолклорот секако. Веќе не се пеат епски песни, да речеме, сосема малку се раскажува и тоа во многу малку средини. Она што е запишано останува како наше национално богатство. Нашите села до неодамна беа живи, беа полни со луѓе и се раскажуваше и се пееше и се изведува обичаите, сега се помалку тоа се прави. Сепак, мислам дека многу нешто е запишано, многу нешто се наоѓа во книгите, снимено е и тоа представува наше национално богатство, кое што сега пак треба да се истражува и да се објавува, да се пренесе на книга. Тоа е нашето национално богатство да стане достапно за целиот свет, бидејќи познато е дека имаме богат фолклор со кој можеме да се пофалиме пред светот. Има ли уште места за истражување? Што значи архиви, дома, во странство? Видете, истражување се уште, за среќа, се уште може да се истражува, се уште има по селата
луѓе кои што знаат да раскажуваат, ако не пеат епски песни, раскажуваат разни анегдоти, да речеме, или преданија за одредени тополими и така натаму, сето тоа исто така интересно. Архивите исто така представуваат предизвик за истражувачите, бидејќи во изминатиот век, 2 века, македонските интелектуалци собирале, запишувале народни умотворби, а во услови кога немало македонска држава, кога Македонија била под робство, кога немало културен административен центар, народните умотворби биле однесувани или испраќани во туѓи центри, да речеме полно од учителите, од свештениците, од интелигенцијата испраќале во Цариград или во Софија или во Белград, и сега тамошните архиви се полни со наши материјали кои што треба да се проучуваат, да се објавуваат, се разбира, во посебни изданија. Каков интересот на странските институти за македонското народно творештво? Видете, интересот е секако голем, бидејќи Македонија од секогаш била позната по богатиот фолклор. Познато ни е во минатото, уште во 19-тиот век, дека доаѓале запишувачи на народни умотворби на наш терен што запишувале. Македонија го привлекувала вниманието на најпознатите фолклористи. Тоа и денес е случај. Странските научници, фолклористите, славистите, македонистите и така натаму се интересираат за македонскиот фолклор и можам да речам дека многу повеќе се интересираат за изворните наши материјали. Значи, имаме колеги, да речеме, од Русија, од Украина, од Полска, од Чешка, кои што се заинтересирани за македонскиот фолклор и нив повеќе ги интересираат изворните материјали, обичаите, песните, сето она што е запис на изворен материјал, многу повеќе отколку некои теории за фолклорот, да речеме, кои што се познати и општи се во светот. Меѓутоа, изворниот материјал е она што го прикажува македонскиот народ, специфичноста на македонскиот фолклор, сето тоа главно произлегува од изворните материјали. Имате околу 40 на книги и 300 и повеќе на 300 научни труда. На 300 статии, прилози, полемики, расправи, рецензии и така натаму. Па тоа е тие 3-4 децении работа, резултираше со тој опус, во кој се застапени истражувања на македонските народни умотворби. Тука имам доста и преобјавено народни умотворби, запишани од други издавачи, од други запишувачи од минатото, бидејќи задачата на нашата фолклористика е да истражува на терен, да ги истражува, да ги толкува народните умотворби, но и да ги преобјавува оние позначајни збирки, записи на наши народни умотворби останати од минатото. Меѓу иселениците доста се познати, не само моите трудови, туку и трудовите на другите колеги во институтот. Доста од иселениците се интересираат и се јавуваат во врска со овие истражувања. Посебно на времето беше, пред неколку години беше барана книгата за македонските празници, особено токму од нашите иселеници. Меѓу иселениците исто така има македонски фолклор кој може да се истражува. Јас не сум истражувал од некои причини. Некои колеги на времето од Институтот за фолклор престојува и меѓу македонските иселеници во Турција и меѓу нашите во Канада и во некои други земји. Исто така тоа е интересно прашање колку тоа што одовде е однесено, колку таму е задржано, а колку нови елементи има влезено во тие. Колку е адаптирано на тие. Колку е адаптирано, колку нови елементи и од јазичен аспект и од аспект на новите обичаи што се тамошни. Секако дека нашите се интересираат, тоа можеме да го видиме преку медиумите и мислам дека треба и поголема грижа да биде на државата, нашите иселеници да ги снабдува со овакви материјали, бидејќи тие така што може подолго ќе го сочуваат својот идентитет.
Кој е вашиот следен предизвик? Па видете, мој предизвик во овој момент интерес е едицијата 10 тома Македонско народно творештво, од која што излегоја 4 тома македонски народни песни. Треба да излезе уште еден том народни песни, значи 5 тома да бидат песни, 4 тома ќе бидат приказни и една книга со кратки жанри, пословици, гатанки. Значи тоа ми е во овој момент преокупација. Исто така работам на еден речник на Македонското народно творештво, кој што ќе ги содржи и сите собирачи на народни умотворби, и сите збирки со Македонско народно творештво. И имам и некои други планови, имам доста архивски материјали најдено, да речеме фондот на Јосиф Чешмеджиев, на Серафим Бојанов, едни значајни собирачи на Македонско народно творештво, кои што не се доволно афирмирани досега и не е познат нивниот фонд. Тоа се надевам во наредните години дека ќе го објавам. Ете, причина повеќе за договор за една идна седба. Доктор Китевски, благодарам на разговорот. Почитувани гледачи, јас ви благодарам на вниманието. До следната недела, довидување.